разговараме со Маја Киселовска, Ирена Младеновиќ како нивен кореограф и Матеј Стојанов, игроорец и член на Културно-уметничко друштво Македонка. Добар ден, добри ни дојдовте и сега морам да ве прашам како е да се биде една недела во Македонија. Па прекрасно, прошетавме, така да видовме доста работи, Скопје и околина. Убаво. А имавте ли време да одморите? Па ќе посветиме малку повеќе време за одмарање кога ќе се вратиме во Виена, затоа што ја искористиме приликава за овие денови додека бевме тука да посетиме прекрасни места во Скопје. Исто така бевме во поседа на танец, што за децата беше навистина еден голем предизвик и големо задоволство. Посетивме малку природните убавини, ги посетивме на Скопје, бевме малку до Матка, бевме во македонското село, каде што бевме сите воодушевени и Предпоставувам дека Матеј најмногу е воодушевен со оглед на тоа дека гастрономијата му е Јас сакам прво да го прашам. Какви се реакциите од минатата недела и од минатата емисија и првото телевизиско гостување? Добри. Сите се многу изненадени како се покажавме. Имаме многу поддршка исто како и од Македонија, затоа што ја негуваме таму културата и игрорната, а и секако во диаспората во Виена и надвор од Виена. Така, ние сме многу горди што како играорци што се покажавме тука овде на Качама, ги благодарам на можноста. Благодариме. Секогаш нашите врати се отворени. Мора да те прашам колку време танцуваш во Културно-уметничко друштво Македонка и како реши да се запишеш? Така, јас играм веќе скоро 2 години. Ние сме околу 3 години таму фамилиарно. Се преселивме и на почетокот нова средина, нов јазик, нови култури и нешто ми фалеше. И кога видов дека Куд Македонка ни нуди нешто такво што можам да се потсетам на мојата татковина, на мојот јазик, на нашиот менталитет, како ние едноставно живееме исто и од страна Не доаѓате, значи дека ние сме биле добри домаќини. Секако дека имаше многу позитивни критики, пристигнуваа од секаде пораки, дека бевме супер, дека девојките и момци изгледаа одлично на сцена, тие веќе биле на поголема сцена, меѓутоа на ваква сцена ние сме прв пат, сега втор пат веќе и мислам дека нема да имаме ни толку трема, ќе биде малку поопуштено. Јас мислам дека нема место и нема причина за трема. Така. Зборувавме за друштвото, може би за оние гледачи кои што минатата недела не ги следеа. Уште еднаш убаво е да подсетиме како сте организирани. Рековме некаде 90 над 90 членови, имате различни возрастни групи. Она што е многу важно, за многу кратко време подготувате и концерт. Така да може сите да се вклучите за она што ние го испуштивме или ќе го испуштиме да прашаме да ни ги дадете сите информации. Така, на 16 мај организираме прв фолклорен македонски фестивал од диаспората. Ние сме домајкини во Виена и ќе ни гостуваат друштва од Словенија и од Австрија, од Линц. Тоа е друг град, од Шведска, од Хрватска, од Италија и од Швајцарија. И така да сакаме да почнеме на нова традиција, а ќе имаме и гости од Македонија секоја година да имаме таков фестивал во друга држава во диаспората во Европа. Да напоменеме дека гостите од Македонија ни се фолклорното студио Блажевски. Така. Значи, започнуваме со една станува збор само за друштва кои што го негуваат македонскиот фолклор. Така, точно. Затоа ова е некоја нова традиција и
се надеваме дека ќе продолжи уште многу години. Навистина е интересно тоа, значи дека сите овие друштва може да бидат гости тука кај нас во. Кај нас се сите добре дојдени, малку е потешко за организација, но оние што сака да дојдат, а не знаат како да се организира, веќе имаме искуство со културно-уметничкото друштво Македонка, па може да им кажат како што оди целата ситуација, ама битно е само да се најде време и добра волја, другото не е проблем, ќе го решиме. Од тоа што го слушнавме, што ги набројавте државите од кои што ќе учествува друштво, значи станува збор за фестивал кој што ќе има сериозна организација. Точно. Така е, али јас мислам дека сме спремни и добро организирани и доста и помагатели имаме, веќе што се пријави активно дека ќе ни помагаат, така да мислам дека ќе биде едно прекрасно нешто. Во Виена, во една концертна сала. Во концертна сала во Виена. Така. Ќе ве замолиме да ни пратите видео снимки за да можеме да видиме како изгледало сето тоа таму. Секако, али повелете и вие на нашиот концерт, ако сте слободни. Ви благодариме со задоволство, ама малку е проблем обично кога се одржуваат настаните во викенди, ние мора да бидеме тука, така да ќе се задоволиме со видеоматеријалите што ќе ги објавите или пак што ќе не ги испратите. Во меѓувреме, дали се случи интерес за нови членови? Колку сте тоа минатата недела не го споменавме, ама може би ова гостување ќе биде инспирација за нови деца да ви дојдат, да се приклучат, да го зголемите бројот кој што и така, како што рековме, не е мал. Секако ние веќе имаме потенцијални членови, меѓутоа оставивме малку пошто сме во периодов презафатени и со настани, посети, гостувања и со концерти. Оставивме тоа да биде за од следната сезона, меѓутоа веќе имаме потенцијални, се надеваме дека од денешниот ден и од претходниот ден, претходната недела, веќе ќе има и повеќе заинтересирани за негување на традицијата на надвор од диаспората. Јас сега сакам да го прашам Матеј со оглед на тоа што спомнавме на почетокот дека учи во средно економија и гастрономија. Така. За кувар. Така. Дали сакаш да правиш македонски јадење? И кое ти е омилено македонско јадење за готвење? Да. Ги обожаваме македонските јадења и дома во фамилијата. Имам тоа наследно малку од мама, дека таа често готви и во нашата кујна, во нашата куќа секојаш мириса на македонски јадења и исто сакам тоа да го продолжам, дека јас мислам дека моите и деца и другари и сите мислам дека заслужуваат да видат колку ни е богата и културата и колку добри рецепти имаме и еве и фолклорот и носиите, стварно имаме со нешто што мораме да се гордееме и ние од диаспората тоа пробуваме да го негуваме. А омилено јадење тавче гравче не мора. Дали другарите кои што не се македонци сакаат да заиграат некое македонско оро, да пробаат македонска храна? Така, во Виена, како мултикултурен град, ние сме научени да прифаќаме различни култури. И таму младите се научени исто да сакаат, се заинтересирани да слушнат за Македонија, каква држава сме, кој јазик го зборуваме. Најчесто се тие првите зборови. Кажи ми нешто на твојот мајчин јазик. И многу е интересно и секако јадења. Имаме исто неколку ресторани и кафулиња таму во Виена, каде сервираат македонски јадења и можеби во иднина и јас ќе наследам, ќе основам нешто тако. Македонија. Како не традиционално, фамилиарно, со убава храна, со блиски, најблиски, така да малце и да одмориме и така да мислам дека секој во свој круг ќе си го слави празникот како што треба. Така. Подготвени сме значи за празнување, за одбележување. Јас само ќе ви кажам благодарам многу што и денеска сте заедно со нас. И благодарам многу што ова кратко време што го имате овде во Македонија, еден убав дел, да не кажам 2 дена ги посветивте на нас и на нашите гледачи.
Благодариме и ние на вас. И поканата отворена, добре дојдени во било кое време кога ќе имате нешто ново да презентирате. Секако. Ви благодариме уште еднаш. Сега е време да одиме со музика. Во наредните неколку минути ќе имате можност да уживате во виртуозноста на еден голем мајстор на хармониката. Тој е, прво ќе кажем, професор на Факултетот за музичка уметност на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, композитор, аранжер и хармоникаш, веќе ви кажав, а од пред некои десетина дена и официјално новиот уметнички директор на